врз основ на член 149 став 2 од Деловникот, продолжувам со предлог на комисиски амандмани. Овој амандман се однесува на членот 26. Најпрво ќе започна пандона и би се сложил со колешката Рашела, семантички малку изразите, начинот на формулирање на некои реченици се конфузни, меѓутоа овде би се сакал да се задржам на користење на англиски термини logging. Logging, ако отворите и на Википедија, еве на Википедија, и на Британика, е процес на сечење, процесирање и преместување на дрва на локации за транспорт. И сега мислете, европејци кои ќе ги читаат нашите закони кои што и поминале на Комисија за европски прашања, во Закон за заштита на лични податоци додале логинг, сечење на дрва. И каква нација ќе бидеме ние, замислете тие како ќе не гледаат нас. Јас разбирам дека она што се мисли во законот, најверојатно се мисли на компјутерски логови. Меѓутоа тоа е друго 20. Ќе наведеме дека станува збор за компјутерски лог. Каде што компјутерски лог може да биде файл во кој што се чуваат одредени записи. Па компјутерски или дата логинг ќе значи запишување на дата или компјутерски податоци зависно од времето на пристап и од она кој го имал пристапот. Меѓутоа, кога ќе го ставите само терминот логинг во заграда, замислите во Закон за заштита на лични податоци, ние имаме термини кои што се за сечење и заштита на шумите и сметам дека истото треба да биде тргнато и отстрането. Меѓутоа, мојот комисиски амандман не се однесува на тоа. Ако сметате дека треба да стои логинг, нека стои. Останува за јавноста дека ние сме предупредиле дека овој термин, вака како што е даден, без соодветно објаснување, не му е овде местото. Она што јас го забележав во ставот 1 во членот 26 вели вака: контролорот и обработувачот се должни да воспостават евиденција на авторизиран пристап во која се чуваат записи за операциите на обработка во автоматизирани системи за обработка најмалку за собирање, промена, увид, откривање, вклучувајќи и пренос, комбинирање и бришење. Записите од операциите за извршен увид, ова се веќе логови, записите за операциите за извршен увид и за откривање треба да овозможат воспоставување на оправданост, датум и време на таквите операции, запирка, ако е тоа можно, запирка, идентификација на лицето кој извршило увид и откривање на личните податоци, како и идентификација на лицето кој ги примило таквите лични податоци. Лично сметам дека ако е тоа можно, мора да биде избришено од овој член. Затоа што ако воспоставуваме систем на логинг или дата логинг или дата логирање или водење на сметка и запишување во логови на време, датум, момент во кој што е пристапено, оставањето на ваква широка законска формулација, ако е тоа возможно, може да доведе до ситуација каде што 50% од личните податоци, а еве и за јавноста да знаете, значи лични податоци во смисла на овој закон се матични броеви, лично име, лично презиме. Меѓутоа може да биде и профилирање, може да биде и генетски материјал. Значи практично можеме половина од личните податоци во логовите, не мислиме на сеча, туку мислиме на оние компјутерски дата логови, да немаме податоци кој и пристапил. И ако било кој надлежен повика на одговорност, членот 26 може да ни се удри на сите однос на целата јавност и да ви кажат да, ама тоа пишува ако е возможно. Овде не беше возможно. И самиот закон го користи терминот псевдонимизација. Многу лесно може, ако треба да биде заштитен нечи идентитет од оној што представува, нека бидат логовите водени според псевдоними. Меѓутоа, да оставиме во член 26, да ни помегне, ако е тоа возможно, идентификација на лицето кое што извршил увид, ќе доведе до ситуација да власта, денеска една власт, утре може би ќе биде било која друга власт, да може да прави слободно злоупотреба на личните податоци, повикувајќи се токму на членот 26 и на невозможноста за евиденција на авторизиран пристап за идентификација на лицето. Јас разбирам дека во одредени случаи можеби и одредени лица кои што не треба да бидат јавно евидентирани дека пристапиле, тоа се ми е јасно. Меѓутоа, законодавецот
може тоа да го регулира соодветно, со соодветна јазична, семантичка формулација, а ако го оставиме вака, ако е тоа можно, остава простор само за злоупотреба. Значи, ако сакаме да имаме било каков лек специјалис и да ја регулираме, да го регулираме овој дел, односно да ги заштитиме личните податоци, членот 26 со делот, ако е тоа можно, си е чиста спротивно самиот на себе. Односно, оној што се грижи за евиденција на авторизираниот пристап, треба во секој случај да обезбеди најсоодветна заштита на евидентните на евидентниот пристап, односно на логовите. Тој секако треба да се грижи за нив и соодветно со записите за операциите за извршен увид, соодветно со датумот, со времето на таквата операција, мора задолжително да има запис и за кој пристапил на системот. Затоа мој предлог до комисијата, ако е тоа можно, да биде избришено од став 1 член 26. Ви благодарам.